Во ова издание на Newsflash ке гледате. Се прават напори да се вратат правата за гласање на затворениците во САД, во кои држави е тоа дозволено. Се одбележуваат 7 години од масакрот врз језидите во ирачкиот град Синџар од страна на исламската држава. Малолетници мигранти без придружба влегуваат од Африка во Шпанија, што налага законот за ваквите лица. Останете со нас и ќе дознаете. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Јован Чаномовски, ова е Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик. Се прават напори во САД да се вратат правата за гласање на затворениците. Главниот град Вашингтон е само едно од трите места во САД каде во моментов е дозволено затворениците да бидат вклучени во демократските процеси. Кори Најт е познато лице во неговото соседство во југоисточен Вашингтон. Тој ги минува деновите помагајќи им на поранешните затвореници повторно да ги изградат своите животи. Првиот чекор во овој процес да се осигура дека тие никогаш нема да го изгубат својот глас во општеството. Тоа е прашање на човекови права. Сите сме човечки суштества. Во 2020 година Вашингтон им се приклучи на Вермонт и Мејн како единствени три места во САД каде затворениците кои ослужуваат казна имаат право на глас. Најт, кој беше предводник на напорите за враќање на правото на глас, вели дека ова е особено важно за афроамериканците. Моките на гласот е во бројките. Тоа ги плаши луѓето, нели? Кај афроамериканците има многу затвореници. Ако сите добиеме право на глас, тоа ги спречува нивните напори да не држат замолчани. Противниците велат дека затворениците кои отслужуваат казна се имаат откажано од правото да кажат како да се управува општеството. Луѓето кои се осудени за сериозни дела и кои отслужуваат затворска казна имаат покажано дека не сакаат да ги почитуваат правилата и законите кои општеството ги има поставено. Зошто би им дале можност преку гласање да одлучат кои се тие правила и прописи кои тие нема да ги почитуваат. Повеќето критичари се согласни дека престапниците треба повторно да ги добијат своите права откако ќе ги отслужат казните и ќе ги платат давачките. Тоа во моментов е правило во 27 држави. Но овој процес не беше едноставен во Флорида, каде само мал дел од 2 милиони поранешни затвореници можат да утврдат колку должат и да ги платат давачките за да може да гласаат. Колку и да е навредливо она што државата се обидува да го направи за да го ограничи правото на глас, мене уште повеќе ме мачи тоа што државата не може на поранешните затвореници да им даде точен одговор колку всушност должат во форма на глоби, давачки, судски трошоци. Сукат ми го основаше Ослободете го нашиот глас, кој на затворениците им нуди база на податоци преку која може да дознаат колку и должат на државата. Со тоа на 20.000 поранешни затвореници им се даде можност да гласат на изборите во 2020 година во Флорида. Во Вашингтон Најт работи на враќање на правото на глас во сојузните држави со уште поголемо население – Њујорк и Калифорнија. Дефинитивно сакаме да помогнеме афроамериканците да го вратат својот глас и своите човекови права. Во последните 2 децении половина од сојузните држави во САД ги променија законите за гласање на затворениците, но повеќе од 5 милиони поранешни осуденици се уште немаат право на глас. Језидите во Ирак и низ целиот свет одбележуваат 7 години од масакрот врз ова малцинство во ирачкиот град Синџар од страна на исламската држава. Ке има ли одговорност за ваквиот геноцид? Пред 7 години терористичката група Исламска држава влезе во северниот ирачки град Синџар, убивајќи илјадници мажи јазиди, заробувајќи млади девојки како сексуални робинки. Обединетите нации масакрот го нарекоа геноцид. Ламија Хаджи Башар беше една меѓу заробените девојки од страна на милитантите на Исламската држава во 2014. Тогаш имала 16 години. Во 2016 ја доби Сахаровата награда која Европскиот парламент ја доделува на луѓе и групи кои се борат за човекови права. Поминаа 7 години, а нашите барања не се исполнети. Синџар не е обновен за да можат луѓето да се вратат. Тие се изморени да живеат во шатори. Многу од нашите девојчиња, жени и деца не се ослободени од ИСИС. Ниту еден член на ИСИС не е одговарал за сторениот криминал. Башар успеала да избега од заложништво на Исламската држава 2016. Иако така наречениот калифат на терористичката група повеќе не постои, групите за човекови права велат дека речиси 2600 жени и девојчиња и јазиди се уште се исчезнати.
Дополнително, околу 200.000 јазиди се уште се раселени низ северниот дел на Ирак, од кои многумина живеат во преполни кампови. 7 години е предолго време за оние кои се таргет на геноцид да продолжат да живеат во шатори. Мора да направиме повеќе. Целата меѓународна заедница треба да се поврзе со ирачката влада за да се направат промени. Парламентот на Ирак оваа година донесе закон за компензација на преживеаните жени и јазиди. Но многу жртви велат дека малку е направено за да се адресираат нивните грижи. Секоја година ги слушаме истите ветувања, но ништо не се менува за нас. Велат дека ИСИС повеќе не постои. Ако тоа е така, каде се нашите исчезнати? Парламентот донесе закон за преживеаните јазиди, но докаде е имплементацијата? Потребно е да се делува. Експертите велат дека барањето одговорност од сторителите треба да биде прв чекор. Во Ирак треба да има механизам за сериозен прогон, со што ќе се признае на заедницата на јазидите ништо поминала. И оти ќе се бара одговорност од сторителите. Ова е важен елемент кој се уште не е исполнет. За сега, иднината останува неизвестна за преживеаните јазиди и нивната раселена заедница. Се поголем е бројот на мигранти преку Медитеранот од Африка со јужниот брег на Шпанија. Меѓу нив има многу малолетници без придружба. Каков е законот во Шпанија по ова прашање? Многумина млади африканци, како овие во јужниот шпански град Херес де ла Фронтера, дошле во Европа сонувајќи за подобар живот. Шпанскиот закон им дозволува на оние помлади од 18 години да се квалификуваат за стан, што им дава можности за образование. Тиерно Дион ке од Сенегал. Пред 2 години тој контактирал пријател што веќе бил во Мароко и подготвен да замине преку Медитеранот. Бевме 70 луѓе на бродот, требаше 9 часа да стигнеме до Малага. Спасувачки брод не презеде. Тој го ризикувал својот живот на 17 години. Тогаш бил прифатен во центар за малолетници. Кога наполнил 18 години, властите го пуштиле на улица и бил оставен сам на себе. Сретнав сенегалец со кого се спријателив, тој ми кажа дека има напуштена куќа каде може да спијам. Хуманитарни организации како мрежата Димбали им помагаат на младите мигранти. Шансите за работа во земјоделскиот или хотелиерскиот сектор се минимални. Ако не биле процесирани документите и ако не добиле обука како малолетни или ако не го научиле јазикот, нема да може да се приклучат на работната сила во општеството. Шансите да пропаднат се многу големи. Десничарската партија на Шпанија Вокс започна кампања за собирање поддршка против програмите за помош на малолетници без придружба, користејќи статистика за криминал. Поддржувачите бараат парите за помош на овие луѓе да се пренасочат за обесхрабрување на истите да не доаѓаат. Тие би останале во нивните матични држави и таму ќе им се испратат ресурсите за помош. Медиумските кампањи во Шпанија исто така настојуваат да ги држат малолетниците надвор од државата. Но во нивните матични држави медиумите играат голема улога во поттикнување на младите луѓе да заминат. Мигрантот од Сенегал, Ламин Сар, вели дека сликите што го привлекле да дојде биле далеко од реалноста со која се сретнал овде. Во филмовите што ги прават европејците нема слики на луѓе кои спијат на улица. Во нивните филмови тие возат скапи автомобили, живеат во луксузни куќи и имаат прекрасен живот. Ништо од тоа не е реалност за многу мигранти. Но тие дома испраќаат пораки дека им е убаво, зашто не сакаат нивните семејства да се грижат и затоа што не сакаат да признаат дека не успеале. И тоа беше се за денес во ова издание на Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Ви закажувам повторна средба утре на истото место во истото време. Пријатно.